точно 100 дена Александар Белов издржа во тоа реално шоу, како се викаше Операција Триумф. Пред една година победуваше на 13 гала вечери, на крајот не беше победник на тоа шоу. Дали денес Александар Белов се чувствува изманипулиран од организаторите на тоа шоу и дали многу повеќе очекуваше од целата таа манифестација? Господине Белов, колку време останавте во шоуто? Вака, јас останав точно 100 дена. Значи, издржав од самиот почеток на шоуто па се до крајот. Имав среќа со оглед на тоа дека публиката ме сакаше и 13 пати бе фаворит, така да останав до самиот крај. Куче да врзеш у таков просор 100 дена не можеш да издржи, вие 100 дена издржавте. Па добро, издржав, се жртвував едноставно. Шоу како шоу, реално можеби не би се пријавил. Како некој телевизиски командос вака? Да, Ако речеш издржав, така те доживам, издржав нешто, се борев, се мачев. Па добро, не некој маченик, некој монах, некој нешто слично. Не, далеко тоа. Не, нормално е дека е тешко понекогаш да се издржи затворен 100 дена во една просторија. И што ништо не правите, лежите, спиете, попевнувате тамо? Да, тоа беше да седеш само не ти е интересно, него кога знаеш дека имаш обврски во текот на денот. Додуше секс снимавте? Да, тоа нема. Како што имаат сега? Добро, сега е понапредна. Абстенирате? Да, 100 дена бевме. И што е мотивот на еден млад човек, 19-20 години, дојде тамо, да биде како во некој телевизиски затвор, сите ние да го гледаме тука, да навијаме или да не навијаме за него, да имате тамо некој дресери кој ве кара, вака ќе пееш, онака ќе пееш, ко заморчиње да сте нешто, по некои експерименти да прават со вас? Па добро, јас искрено мене мотивот ми беше, пошто Операција Триумф не е шоу кое што беше само на Балканот овде во нашиве простори, него шоу кое е познато низ целиот свет и едно од најгледаните телевизиски шоуа. И некој да беше само реално шоу не би ни се пријавил. Тоа е едно дел на работата. Да. Имате друг дел на работата, не настанувате, оите во тоалет, се гледа, не ти беше срам, имаш баба, дедо, мајка, татко, комши. Сад комшиката доаѓа тамо те гледате, знае какви гаки носиш, например. Тоа не ти е непријатно? Па на почетокот јесте на сите ни беше непријатно да почни српски да збориш, виш јесте, па значи успеа да научи некој српски збор. Да, ги научив. Морам да признам, ми беше на почетокот тешко. Значи да, точно е дека не ти е сеедно, на почетокот на сите ни беше така малку сумливо како ќе биде со камери 24 сата да те снимаат, но ќе се навекнеш. А разочаран ли си помалку сега? Не, воопшто. Ти фали ли тоа? Воопшто не сум разочаран, бидејќи ми помогна шоуто да станам и поцрта личност пред се и да знам дека сега што и да ми дојде некој предизвик или некој проблем ќе кажам, па јас издржав 100 дена таму затворен, сега ова е нешто друго што сосема можам одма да го решам. Значи ако завојуваме со некој од соседните држави да сметаме на тебе, значи дека си искален, исчеличен, можеш да издржиш такви некои работи. Може. Еве сега и менаџерки, имаш и пиар и така натаму. Па имам веќе си вип личност, не е тоа за шала. Точно е, значи тимот кој што ќе работи со тебе многу битен, јас сум под Emotion нормално уште многу долго време. Како го кажеш кога CNN да се луѓето од Emotion, со една таква гордост, значи ти се чувствуваш како херој на новото време, како некој. Јасно, поведи сега тоа ми е продукција која што ме направи да бидам Александар Белов и ме родителите те направи да се Александар Белов. Да, тоа е точно. И тоа што треба да се фалиш, сум завршил ова школа, сум завршил ова, не сум издржал 100 дена тамо. Тоа е она што треба секој млад човек да се вали, веќе многу млади дечиња да речеме, не знам, ве гледат сега и веројатно им дадете некој пример кој треба да го следат они. Значи ако не знам Вики и Кики се соблекле таму или со некој бербер го направиле, треба да го направат со 3 бербери на пример. Тоа е лош пример. Па лош пример за разлика, јас ти велам дека Велики брат или Големиот брат и Операција Триумф се две различни шоуа. Ако добро ве разбирам. Да. Значи ова сме гледали многу филмови, кај што затвореник излага од затвор. И не може да се адаптира на реалната реалност. Намерно прави одредено дело или злодело. Да се врати во заштитената средина. Да се врати во затвор. Да, каде што веќе, ако веќе го спомнавте затвореникот или пациент кој долго време Ова личи на затвор на некој начин. 90 дена вие сте затворени со еден круг на луѓе. Тоа во медицината се вика кај пациенти кои долго време се во болници се развива хоспитализам, така да он веќе знае да функционира само во таква заштитена средина, бидејќи во таа средина добива одредена улога која е значајна за него. Значи има улога. Ако тоа е хоспитализам, ова било биг брадеризам. На некој начин бидејќи сите може ваков неологизам одговара. Да, бидејќи сите тие жалат. Веројатно секој од нив ќе посака
ако го повикаат повторно се врати во тоа шоу. Така да веќе се случила негативна адаптација на функционирање во една виртуелна реалност, во една експериментална ситуација. Дали се тоа парите или кој е клучниот мотив не на 19 годишна девојка да прави всушност таква телевизиска пародија од сопствениот живот? Ти си спремна дека ти е жигосан животот после ова? Не ми е жигосан животот. Која црна кариера ќе правиш после ова? Која црна кариера? Па не знам тоа која црна кариера ќе ја правам, тоа ќе видиме понатак. Па да, кога излезеш надвор во градот во Скопје, тебе те осудуваат. Те покажува со прст. Тоа е девојчето кој после првите 15-20 минути направи тоа што го направи на Big Brother. Па на секој може тоа да му се случи, да се случи љубов на прв поглед. Што има лошо во тоа? Јас го гледам премногу реално. Колку што сте разбрав, тука стана збор секс, бидејќи тебе, ако малку некој ти се свига, ти тоа го правиш и тука во диско. Така сте разбрав. Не, значи немам јас секс, за немам каква однос. Јас зборам за полюбов. Ма каква љубов стана збор после 15 минути, девојче? Па добро, има љубов на прв поглед. Љубов на прв Значи поглед. до сега сум верувала у љубов на прв поглед, никогаш не ми се случило. А што знаеш ти со 19 години што е љубов на па прв ете, јас сум поглед? многу поразлична од некој што има 19 години, што е на моја возраст, значи скроз сите сме различни. Некој има едни сваќања, некој има други и така да луѓето сакам да ме прифатат буквално какво што сум. Не сваќаш дека се изманипулирана до даска од сите тие луѓе таму? Не. Не, тоа е игра, тоа е реално шоу. Сум била значи јас воопште не знаев што се случува во Велики брат или во Big Brother. Би ти било тешко ако сватиш дека си изманипулирана по 3 месеци? Обично кризите ги фаќаат после 3 месеци. А тоа мора да ме прашате после 3 месеци. Не знам, значи пред време не би ни зборала. Би се вратила таму пак? Би се вратила. Зошто би се вратила? Девојка која го минела тоа 40 дена. Тоа навистина, ја не можам друг израз да нам. Тоа е еден телевизиски зоолошки затвор. Значи некои ниски страсти побудаш во публика да тие грицкат ценки, пијат пивце, те гледаат тебе. Викаат што би и направил или не знам нешто друго. Од една страна се срамат од некоја реакција, од друга страна им побудуваш одредени страсти. Значи премногу невкусно за едно девојче на 19 години пред кој е животот. А добро, значи мене баш ми е ова смешно ми е буквално што сите кога ми прават интервју као све со поврзано со Карла. Ја и Карла бевме првата недела заедно и последната недела заедно. А никој не го гледа тој период ја и Карла кога не сме биле заедно. Бев скроз опуштена девојка, комуницирав со сите луѓе. Добро, Вики, што треба да те прашам мене? Вкусот не ми дозвола да те прашам за прелевите гаќи, затоа те прашам за Карла. Значи ако треба да те прашам, тоа се чувствувам многу непријатно бидејќи некој од Македонија дошол во таква ситуација. Па добро, на секој му се случува тоа. А ти тука ми се однесош ко Хемингвеј, кога си го измислила светот, си направила нешто бибара, па голема работа си направила. Си му се пикнала на некој, не знам, у кревет после 15 минути, мислам, девојче. Значи вака, ја легнав прва Карла дојде, пошто му се свиѓаше Пустелнината Портокалова, во 21 век живеам, во овој некој си... Фати, прочита некоја книга, немој ти работи да ги правиш на такви шоу, бидејќи животот е пред тебе. Па добро, животот е пред мене и има време, значи да фатам и книга и све. Сега живеам едноставно за љубов и тоа е тоа. Ипак тинеџерка сум, пак, да имам 19 години. Кога би се туширала тука во тоалетот? Добро. Би ставила ли камерата гледат комшиите? Може некој те симпатизира од комшиите? Може имаш некои детски љубови, како велиш ти? Ти си жена на импулсот, нели? Значи не би ставила камера, а и тоа не беше ни прекажано на телевизија. Што е различно да одиш таму, те гледаме како одиш во тоалет, како правиш, како правиш. Но што е различно дома да биде тоа? Па добро, дома никој не те гледа надвор. А и тоа не би го ни направила.